20 часот, време е за вториот дневник на телевизија Ултра. Добро вечер, јас сум Павлина Блажевска, а ова се настаните на денот. Концентрацијата на PM10 честичките во воздухот е најголема околу 19 часот. Во Гостивар се уште нема пријавено семејство кое ќе згрижи дете без родители. Советот на младиот Гостивар организираше изложба посветена на родниот град. Секојдневно околу 19 часот се регистрирани најголеми покачувања на суспендираните PM10 честички во воздухот. Тетовци натаму се соочуваат со аерозагаденост, за која велат дека лошо влијае на нивното здравје. Наша екипа се упати и кај дивата депонија, која често се палевше во изминативе неколку години. Денеска отпадот се отстрануваше. Градот под шара. Според вредностите кои се измерени во изминатиот период, секојдневно се соочува со покачено присуство на PM10 суспендирани честички во воздухот. Тетовци дишат загаден воздух. Откако ќе настапат ниските температури и граѓаните ќе почнат со континуирано греење, се очекува состојбата да се влоши. Се упативме и кон дивата депонија, која често се палеше во текот на изминативе неколку години. Отпадот и натаму е таму, но денеска забележавме како сметот се отстрануваше од таа локација. Граѓаните сметаат дека голем проблем е и сообраќајот во градот, велат аерозагаденоста многу лошо влијае на нивното здравје, а особено се загрижени за малите деца. Пржачите, навечер поготово е многу страшна работа. Се забележали ли дали се пали дивата депонија повторно? Не знам, да. Не знам кој ќе. Ја преку лето сум отсутен овдека, сега сум дошол и не знам. Што мислите која е најголема причина за загаденоста во воздух? Сообраќајот? Сообраќајот и депонија на што се пали, што кажува, тоа е. Па деченце ја не осеќам да ти кажам, не патим од некоја болест, таќи тешка па. Мислите дека не е многу загадено? Па е загадено, ама кој го пала, она може има ѓубриште на железничка на станица. Кога сте забележале дека се пали? Па секоја сабајле, еве сега пред неделя го пале и миришаше. Што мислите која е најголемата причина за загадување? Најголемата причина е фабриката, кој друго може да видите? Југохром. А сте забележали ли дали се пали повторно дивата депонија? Тоа не знам, не сум во таа страна, другата страна сум ваму, затоа не можам да ви кажам точно. Па има многу загадување, гледај како е времето. Што мислите, која е најголемата причина за загадување? Тоа да се затварат тие Југохром. Тоа е тоа. Сте забележали ли дали повторно се пали дивата депонија? Не треба да се пали више по депонијата. Тоа не е добро. Тоа рази деца, не рази нас, рази децата. Најголемо присуство на PM10 суспендирани честички во воздухот се регистрира секој ден околу 19 часот. Така вчера во Тетова измерени се 574 микрограми на метар кубен PM10 честички во 19 часот, кога концентрацијата била најголема. Утрово околу 7 часот измерени се 159, додека пак во текот на попладнево над 200 микрограми на метар кубен. Проектот на владата на Република Македонија за згрижување на деца без родители натаму продолжува. Во Гостивар досега нема пријавено семејство кој ќе згрижи дете без родители, со асоцијално поведение или дете со проблеми во психофизичкиот развој, но затоа 5 дечиња од овие категории од Гостивар веќе се згрижени во други градови во државава. 2 пак се уште чекаат на вдомување. Право на сместување во згрижувачко семејство се остварува за лица кои немаат услови за живот во своето семејство или од други причини им е потребно сместување во згрижувачко семејство. Обликот на заштита на деца без родители и родителска грижа преку сместување во згрижувачки семејства е најсоодветен облик на заштита на деца, бидејќи се овозможува нивен правилен психосоцијален раст во услови најблиски на семејното опкружување. Институциите обезбедуваат соодветна обука и сертификација, но исто и паричен надоместок во зависност од категориите кои се движат од 6500 до 9375 денари месечно. Во рамките на Центарот за социјална работа Гостивар, а по насока на Министерството за труд и социјална политика, во тек е реализација на проект на секое дете му е потребно семејство.
Целта на овој проект е изнаоѓање на згрижувачки семејства на териториите на општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше, а согласно Законот за социјална заштита. Значи, целта на оваа акција е анимирање на населението и целокупната јавност за бенефициите кои ги нуди државата за оваа категорија на граѓани кои би прифатиле да бидат нивните семејства згрижувачки семејства, односно тие да бидат како лица згрижувачи. Право на сместување во згрижувачко семејство има дете без родители и родителска грижа, деца со воспитни социјални проблеми, деца жртви на семејно насилство, деца сторители на кривични дела, како и стари лица. 5 дечиња се веќе згрижени кај семејства во Источна Македонија, додека уште 2 деца од прешколска возраст чекаат згрижувачко семејство. На територијата на општина Гостивар се уште немаме регистрирано згрижувачко семејство и за таа цел еве упатуваме еден апел до сите заинтересирани кои би имале можност да се јават во Центарот за социјална работа и би биле заинтересирани да бидат згрижувачи, да се обратат до Центарот за социјална работа, каде што ќе им бидат дадени информации во однос на целокупниот проект, како и бенефициите, начинот, условите и постапката за да станат згрижувачи. Проектот за сместување во згрижувачко семејство представува форма на заштита која овозможува грижа на лице коим е потребно да биде соодветно вдомени. Од одделението за трансфузиологија велат дека има задоволителен број крвни единици од сите крвни групи. Сепак крводарувањето е секогаш добре дојдено. Во Тетовското комунално предпријатие беше обновена подзаборавената традиција на организирање крводарителни акции. Крводарителна акција се одржа во јавното комунално предпријатие во Тетово. Од одделението за трансфузиологија при Тетовската клиничка болница велат дека овде ваква акција се одржува после подолг период. Се надеваат дека ќе биде традиционална. Ги повикуваат сите предпријатија и тие да имаат своји крводарителни акции и да ја покажат својата хуманост. Овдека имаме голем број дарители кои што некогаш доаѓале сами во службата, меѓутоа пак ќе ја восстановиме традицијата 2 пати годишно да доаѓаме на акција. Има пријавено 15 дарители, сега ќе следи преглед, колкава ќе биде бројката ќе ви известиме на крај. Апелираме и до другите предпријатија да практикуваат ваков начин на организирање на крводарителски акции, бидејќи ова е драгоцена течност, не на сите потребна. Од Тетовското комунално предпријатие велат дека вакви акции ќе организираат секоја година и дека има околу 60 од вработените заинтересирани да даруваат крв. Денеска вработените на јавната комунално предпријатие Тетово организира хуманитарна акција за давање на крв. Нас еден како ЈКП покажа дека кај нас има хуманост и солидарност. Надеваме дека ваквите акции ќе имаме и секој година, значи зависи од потреба и од Црвен крст. Има ли доста заинтересирани ваши вработени за да даруваат крв? Да, значи дека до сега бројот стигнан околу 60 и надевам, значи дека после некој сад, значи дека ќе имаме уште, значи дека нас е доволно, значи дека дојде тука да дава крв. Според информациите од одделението за трансфузиологија, сега има задоволителни количини единици крв на располагање. Цените во октомври во однос на претходниот месец, но испоредено и со истиот период лани во просек не бележат поголеми осцилации. Одделно има погорем раст на цените на мебелот, здравствените услуги, а намалување има во транспортот. Трошоците на животот во октомври 2015 во однос на претходниот месец се идентични, а цените на мало се намалиле за само 0,2%. Пораст е забележан кај шеќерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи, конзервираната риба, тестенините и мастите и маснотиите, свежото млеко и преработките од него, како и месото и полутрајните колбасичарски производи. Врз трошоците на животот во октомври во споредба со претходниот месец влијаел и растот на цените на обувките, цврстите горива и мебелот, лековите, туристичките пакет аранжмани, накитот и часовниците.
Намалување на цената е забележано кај свежото овошје за повеќе од 8,5%, како и кај свежиот зеленчук и сувото овошје. Трошоците на животот во октомври годинава во споредба со истиот месец лани бележат намалување за половина процент, а цените на мало намалување од 1,2%. Најголемо зголемување во овој период има кај тутунот, цврстите горива и информатичката опрема. Во однос пак на платите, растот е околу 3%. Според последните објавени податоци од Државниот завод за статистика, просечната нето плата во земјава изнесува 21.882 денари. Советот на млади од Гостивар во рамките на неделата на млади синоќа организира изложба посветена на родниот град на тема Зидови кои зборуваат. Неделата на млади ќе трае се до 20 овој месец. Нас ни беше големо задоволство што имавме ова можност да присуствуваме на ваков настан и ние уживавме во тоа што можеме да покажеме тоа што го имаме, што го знаеме, што го умееме и што сме го научиле до сега. Секторот за внатрешни работи Тетово започна со практична имплементација на превентивно-едукативниот проект Безбедноста во училиштата за меѓуетнички соживот и толеранција. Носител на проектот е Одсекот за превенција и соработка ОПСЕ и Тетовската и Гостиварската локална самоуправа. Во рамките на проектот Безбедност во училиштата за меѓуетнички соживот и толеранција се одржаа првите предавања со кои овој и во првата половина на идниот месец ќе бидат опфатени 210 паралелки со повеќе од 4000 првокласници од Тетовските и Гостиварските средни училишта. На предавањата учениците се запознаваат пред се со Законот за спречување насилство на спортски надпревари и недолично однесување, како и со другите законски импликации, доколку иницираат или непосредно учествуваат во нарушување на јавниот ред и мир или во друг вид инциденти во и околу училиштата. Под мотото навива и спортски без навреди и насилства. По завршувањето на предавањата планиран е турнир во одбојка. На него ќе учествуваат екипи од сите средни училишта во Полог со различен етнички состав. На најдобрите екипи и поединци организаторот ќе им додели награди и признанија. Од секторот за внатрешни работи од Тетово информираат дека проектот Безбедност во училиштата за меѓуетнички соживот и толеранција предвидува и дистрибуција на поголем број наменски изработени плакати со содржина и порака која представува целта и мотото на проектот. Тоа беа содржините подготвени за денеска. Останете со нашата програма, имајте пријатна вечер.